Здраво на сите. Здраво. 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 Ќе причекам уште некои 2-3 минутки Здраво. да се приклучат сите останати и започнуваме. Добро, мислам дека горе-доле сме сите и може полека да почнеме. Добар ден или добро вечер, уште е дење надвор, би сакал да кажам добар ден. Јас сум Маријан Одарно и драго ми е што сте денеска тука со нас. Со некои можеби се гледаме по втор пат на овие живи библиотеки, а со некои можеби за прв пат. Живите библиотеки ни се активност од проектот Граѓанското општество и младите за инклузивен и одржив развој преку циркуларната економија во Северна Македонија, финансирано од Европската унија преку Европската делегација во Македонија. Проектот го предводи People in Need, луѓе во потреба од Чешка, заедно со партнерите Нарно, ние, лидери за едукација, активизам и развој и Ековита од Неготино. Што е целта и зошто ги имаме овие живи библиотеки е да пренесеме приказни и да пренесеме искуства и знаења од циркуларни бизниси, но не типични циркуларни бизниси како што ние ги знаеме и ги гледаме на вестите, мегаломански, милионски, некои што се можеби надвор од дофатот на граѓанските организации, но помали, базирани на заедницата, базирани на волонтери, базирани на луѓе што веруваат во приказната. Ова не е втора сесија, како што напоменав денеска. Првата сесија имавме пред, мислам, околу месец дена со Еколайф од Гевгелија и имавме Драгана со нас. Имавме прекрасна дискусија, се поставуваат доста прашања, беше интересно и интерактивно, па ве охрабрувам сите денес што сте тука, со нас без срамење, со уклучени микрофони и камери доколку е можно, да ни поставите прашања. Инаку наредните месеци ќе продолжиме и со други приказни, живи библиотеки, тогаш малку ќе го смениме наративот и ќе одиме во регионот, па се надевам дека ќе представиме некои од нашите колешки од колеги од Србија, од Босна, од Косово, од Црна Гора и од Албанија. Драго ми е што како партнери на оваа активност ги имаме Yes for Less. Минатиот пат кажав нашата гордост и навистина се наша гордост. Најголемата, најорганска екозаедница во Македонија, предводена од Сара и од Кате. Уште повеќе поинтересна прикажност што и Сара и Кате не живеат во Македонија постојано, па едната ни се придружува од Париз, другата од Барселона. Кате ни е малку поредовна во Македонија, Сара не толку, но се гледа дека и од странство се може и се сака ако може, ако се сака може да се направи нешто добро кај нас. Да не должам многу, би сакал уште еднаш да ви посакам добре дојде и да го дадам микрофонот символично на Сара и на Кате која ќе држат
оваа сесија. Повелете. Ти благодарам, Маријан. Здраво на сите и од мене и од Кате. Фала ви што сте тука. Се надеваме дека ќе биде доста продуктивно. Значи, слободно прашувајте. Веќе во формат има некои прашања, така што ќе се обидеме да ги одговориме и тие. Меѓутоа, секако може да го користите и четот или пак директно со микрофон и камера да се вклучите. Денешен гостин, како што знаете, го имаме Гоце Мукевски. Така што го поканувам да ја отвори оваа сесија и да презентира нешто повеќе за Рето Надеж. Повели, Гоце. Океј, фала пред се на поканата која што ја добив. Ја добивме како Рето Македонија. За жал тоа е. Сега во Рето онака не баш се добиваат некои покани да бидеме во етер, во јавност и во сето тоа, така ни значи ова доста на нас. Ви се заблагодаруваме, значи и на Арно и на Yes for Less и на сите кои не најдовте, не поканивте и сето тоа, сме ваши гости. Па добро, Рето Надеж. Тоа е приказна за себе во смисла на тоа дека е доста уникатно. Значи станува збор за тоа сега и пред малце зборувавме со нашите домакини, тука сега на оваа библиотека нели жива, која што значи Рето Надеж е, ајде да кажам, не баш едно карактеристично социјално предпријатие, него станува збор за центар за рехабилитација од дрога и од алкохол. Значи станува збор за едно место каде што луѓе доаѓаат со силни, со јаки проблеми, каде што доаѓаат луѓе кои имаат проблеми, ајде да речем, за жал, се повеќе и повеќе познати на нашето општество, посебно, мислам сега и во Македонија е актуелно, зборам за надвор веќе години уназад. Станува збор за место каде што има доста тажни приказни, доста, како да кажам, едноставно луѓе кои што се во една голема потреба. Сега, но од друга страна, од светлата страна е тоа дека има и големи победи во Рето. Пред вас стои човек кој што пред неколку години исто така бил зависник, исто така значи бил во големи проблеми во смисла се што носи зависноста, не само како на зависност од супстанцата, него и други некои, како да ги наречам, ајде, последици од тоа. Човек кој што бил во големи проблеми, но Рето има една програма која што се заснова на, ајде да кажам, таа е така наречена работна програма. И таа работна програма налага на штитениците кои ќе влезат тука да влезат во еден процес каде што се нон-стоп во некој работен однос, во некоја работна активност. Сега, да преминам на главното. Таа работна активност или тој работен процес углавном е фокусиран на работата со стар намештај, значи со стар мебел, дотраен мебел, кој што за некои луѓе е ѓубре, е неискористлив повеќе, не можат повеќе да го одржуваат, да го чуваат во своите домови, и плюс така наречени секундарни се викаат тие материјали како што се, не знам, железо, бакар, како што се тие ствари, алуминиум, такви работи, кои што исто така во вид, не знам, на машини за перење, шпорети стари, бойлери, такви ствари, се она што граѓаните едноставно готово завршиле со нивна употреба, ни го донираат на нас, ние бесплатно го превземаме од адресите, нели, од каде што ќе се јават луѓето, послем тоа, ако можеме нешто да поправиме, поправаме, а ако не, се сортира, се разглобува на еден начин, се демонтира и што може да се искористи, се гледа, што не. Али углавном станува збор за место каде што се врши репарација на стариот мебел, каде што се врши обнова на стар мебел, и тој подоцна пак се пушта во употреба преку една наша продавница која што имаме, и таму се продава по некоја символична цена, и како нели мебел од втора рака,
и Да. подоцна со тие средства се финансира таа програма за одвикнување. Се извинувам ако бев долг малку. Не, нема проблем. Јас само ете да напоменам, тоа е во селото Батинци, Да. за тие што се нели околу Скопје или пак на поминување од Скопје, слободно да отидат да ве посетат. Јас знам, имам прочитано дека постои од 2006 година, па ме интересира еве кој е основач, како започнала идејата всушност. Спомна нешто дека има, значи дека тоа е всушност мрежа и дека постои во Барселона, можеби во други градови. Така што ако може нешто повеќе околу самите почетоци и како започнало и еве и како сте се одлучиле да отворите на некој начин продавница во куќа во селото Батинци. Добро, во глобални мерки, значи во тие некои глобални размери, мислам дека се 32 земји во светот кои што имаат ретоцентри. Целата работа почнува во Америка и после тоа се преселува во Шпанија, па од Шпанија во Русија, па од Русија после некако почнува на секаде помалку. Во Македонија 2006, да. Концептот на отварање на нови куќи е така што доколку некаде има веќе куќа која што веќе функционира, се одвојува една екипа на луѓе која што оди во друга држава каде што нема ретоцентар, нема куќа и таму таа екипа од луѓе ја отвара таа, да речам, новата куќа. Што значи тоа? Значи во 2006 една екипа од Рето Бугарија доаѓа овде во Македонија и почнуваат, знам дека се неколку бугари, неколку шпанци кои што почнуваат со луѓе, работата углавном се заснова нели со тие луѓе зависници, делат флаери и такви ствари, тоа подоцна се развива до тој степен што отвараат куќата која што е сега во Батинци и дуќанот кој што го користиме, како што ви кажав. Сега како се решава сето тоа и на кој начин, тоа е, верувајте, сето тоа така спонтано, не испланирано, не било као одиме во Батинци па ќе правиме. Не, значи нема таков план, него едноставно луѓето барале каде би било најдобро и нормално се гледа нели тоа како ќе се работи со тој нели дотраен мебел и сето тоа. Сигурно повеќе интерес би имало по периферијата, околу градот, села, луѓе кои што не се толку социјално, да речам, јаки, како да наречам, за да може да го купат тоа што Рето после ќе го нуди. Сигурно се гледало и за тоа, али углавном ова почнува таму 84-та од Шпанија, така се разгранува на секаде и сега пред 3 години Рето Македонија одвои исто така екипа на луѓе која што отиде во Косово и таму има сега Рето Косово и тој дуќан за дотраен мебел и се до тоа. Тоа е тој ланец на позитивни промени, значи се започнува од едно, меѓутоа се продолжува. Еве можеби во Македонија би се отворило во некој друг град, доколку можеби некој дури од присутните можеби има некаква идеја во некој друго место, така што баш ми се допаѓа тоа што се започнува од себе си, потоа се шири кон други места, кон други локации. А кажи ми, колку време си волонтер и колку вкупно волонтери постојат? Колку што знам, значи нема вработени, туку функционира на принцип на волонтирање. Нешто повеќе организацијата. Да, значи нема вработени, сите сме волонтери и сите сме бивши зависници. Значи нема човек тука кој што дошол да волонтира зашто не знам некаква си граѓанска иницијатива имал тој или некаква совест проработила, ајде ќе помагам на вакви луѓе, него сите сме зависници кои што излегле од проблемот, ја завршиле програмата за рехабилитација и после нели се посветиле на тоа да помогнат како што им било и на ним помогна. Јас сум овде 6 години и нешто, 6 и пол од прилика, како волонтер, сестра, мислам си бев во тие моменти на почетокот кои што захтева таа програма нели да се поминат и така да, еве сме тука, сме 8 луѓе моментално, од кои 2 се брачни парови, значи тоа се 4 луѓе кои што се во брак тука, овде во центарот имаат стапено во брак, значи луѓе кои што влегле во центарот, поминале рехабилитација и се ожениле, се омажиле тука во центарот и плюс 4 од нас кои што сме со дечки.
Супер, сте си се нашле добра група на луѓе. А кажи ми, дали имате вие некои ментори кои што го водат овој процес, ја контролираат работата, дали претходно вие имавте некакво знаење, некакви вештини или пак ентузијазмот беше доволен за се да се започне? Па, да кажам искрено, ентузијазмот е во прашање. Добро. Контрола на нештата во смисла на професионална контрола нема. Нема некој кој што професионално тебе ќе те испрати како и што работиш. Него за нас доста битна работа мислам, од секогаш било во рето да, нели, доколку нешто се направи за некој човек кој што купил нешто од рето или зел нешто кај нас, да то не биде само, како да кажем, професионален начин, како да ви кажем, ти ми плати, јас ти донесов тој за кој што ти плати и готово. Него тоа да го донесиме како што треба, во смисла да биде таа услуга добра, да има еден пристап добар спрема луѓето, да, не знам, на еден начин пристојно да биде сето тоа, на еден пристоен начин да се услужат луѓето. Значи, ентузијазмот е во прашање. Јас денес работам, столарија во рето, а немам ден школа за столарија. Значи, ништо не сум учил, се што сум научил е тука, стрикно таа моја желба за промена на мојот живот, за да, не знам, бидат окупирани моите раци и мојот ум за, нели, во тој креативен начин на живот, како да кажам, за да бидам активен така, зашто надвор сум бил тоа, па и тука. А кажи ми, на кој начин дознаваат за вас, луѓето, ве наоѓаат преку социјални мрежи или пак во живо, може би од некакви работилници и така натаму? Добивме едно прашање, например, дали организирате некои работилници, односно како може да ви пристапат луѓето да ве запознаат? Видете, углавном рето со луѓето се запознава, мислам, доаѓаме до контакт, углавном со тие тет-а-тет средби кои што се одвиваат дали во продавница, дали со комбет, дали некоја нарачка да се направи некој нов мебел, зашто и тоа го работи. Углавном ние сме присутни по Скопје со тоа едно комбе кое што, нели, врти наоколу и ги превзема тие донации кои што луѓето ги имаат за нас. И што е најинтересно од се кога луѓето ќе дојдат до информација за рето, мислат дека станува збор за некаква приватна компанија која што ги прави тие ствари. И после кога испаѓа да се отвори врата и да кажем на начин да се презентираме кој сме и што сме, луѓето се запрепастени во смисла дека сме екс-зависници, а сега вака постапуваме, вака живееме, вака работиме. И најдобра реклама е токму таа реклама, кога од уста на уста луѓето си пренесуваат позитивните искуства кои што ги имале со нас и то така се шири. Тоа е. Тоа што ни пиша нас кога го објавивме повикот за денес, ни има неколку луѓе пишано дека позитивно имаат искуство со вас, дека веќе имаат, нели, однесено нешто кај вас. Исто така и многу луѓе ни ја пратија слика од комбето, така што ова е стварно вистина што спомна за нели, нешто што кружи низ град, го гледаме, се прашуваме што е, така што ете, тоа е супер. Исто така, да? Извини, само поврзано со ова прашање, дали имате периоди кога имате премногу работа, па не може да постигнете да дојдете да земете некој мебел, бидејќи знаеме дека кавастиот отпад е многу голем проблем во Скопје и цела Македонија, па мислам дека доколку повеќе луѓе би дознале дека постои ваков сервис, дури би биле пренатрупани со работа и не би можеле да постигнете да соберете се што луѓето имаат да дадат. Ама затоа што нас постојано ни пишуваат, имам ова, не знам каде да го однесам. И нели за во градска служба да го дадеш кабастиот отпад мора да платиш, а вие доколку го подигате бесплатно, не знам на кој не би му одговарало тоа. Добро, да, има периоди кога сме пренатрупани, тоа е баш сега овој период. Значи тоа е, кога ќе за пролети, кога ќе дојде пролет, сите нешто менуваат, сите нешто реновираат, сите нешто прават и тука да, има премногу за работа. Во смисла со едно комбе колку можеш да постигнеш град како Скопје посебно. Инаку, сакам тука да нагласам е дека значи рето превзема
мебел кој што сега е од втора рака и доста па се и проценува тоа, нели, каков е тој мебел, зашто понекогаш има видови на мебел, али како да кажем, има некои ствари кои што едноставно и да ги поправиш нема да ти се исплати да нели ги пушташ пак во промет и се до тоа, така да и Рето исфрла по депонии и се до тоа сите тие ствари и за тоа се наплаќа. Да, Значи- мора да има некаков филтер, да, не може се за жал да се искористи. Дали Не може, да, значи. праќаат слика, па вие според сликата правите некоја проценка? Така е, да, значи се дешава, ние значи како што кажав, има еден тим на луѓе кои што веќе години работиме со тоа. И сме присутни нели со телефонот, со сите тие ствари, нели можат да не најдат, да не добијат, имаме Viber, имаме WhatsApp, има све. Се пуштаат таму слики, се проценува состојбата на мебелот и после му се одговара на граѓаните. Може да се превземи, не може да се превземи. Во смисла може да се превземи како вид на донација или треба да биде исфрлање на отпад. Доста морам да нагласам сега, морам да кажам дека доста пати е нешто што може да се превземе. Дали тоа е само од Скопје и околината или пак прифаќате и од други градови? Од други градови не, углавном сме од Скопје и околината. Пак сега тоа околината е ограничено заради тоа што рачунајте се, видете, значи се што се случува во Рето, Рето е центар кој што се само финансира, ние немаме никаква поддршка, нема никаква поддршка, не знам, за како да кажам сега, Страна, да да. се финансира некако, да не знам, некакви фондови, некакви ствари. Нема тоа ништо. Се е центар кој што се само финансира и на овој начин се обезбедуваат финансиите кои се потребни. Меѓутоа, доколку е да речеме на своја волја, доколку не знам, јас живеам во Прилеп на пример и доаѓам во Скопје, не знам, на гости или како и да е, јас во мојата кола носам дел од мебел. Во тој случај можам да дојдам кај вас и да ви оставам, претпоставувам. Прифаќате луѓето да дојдат кај вас во куќата и да ги остават. Да, така да, на тој начин да, доколку транспортот е ваш, тогаш да може да се донесат и не е проблем. В смисла сигурно ќе биде тоа прифатено, али вака сега Рето да одвојува тоа комбе да оди по друг град. Така. Замислете се колку работа е тоа, само до Прилеп да се оди, пример, да речеме да се врати, што ти се 4-5 сати работа, а во Скопје ќе одиш на 10 адреси за тие 4-5 сати. Да, јасно. Добро, куќата освен што служи еве како центар за поправка и реставрација на мебел, прочитав дека продавате и бела техника и облека. До степен е тоа развиено, на кој начин функционира, да речам, ова? Значи, од една страна кажавме, нели, стариот мебел, белата техника, нама доста пати во Рето може да се гледа и таа продавница како една продавница за антика, како да кажам, една продавница каде што може да најдеш све и свашта, од стари плочи, од стари книги, ретки со оригинален потпис од автор, со не знам, вајани ствари, бронзени работи, значи све и свашта, она што понекогаш за граѓаните или за некои граѓани едноставно не им е потребно, едноставно не сакаат или не им треба, и тука можеш да најдеш секакви ситници, значи секакви ситници. Јас само за момент, баш зад мене имам една работа, сега ќе ви покажам. Ајде. Ова ви е, ако колку можете да видите сега на камера, ова ви е микроскоп, доста стар, доста, не знам, некоја си макета која што е направена и која што била користена доста време. Ова повеќе вакви микроскопи тешко дека можат да се најдат. Ова е превземено од дом на човек кој што не ни бил свесен што е ова. Веројатно не знал што има, уствари е богатство. Да. Така, ова е доста стара работа. Јас кога барав за ова, кога е, како е, што е, ова ви е старо над 60 години.
Вау. 60-70 години од прилика, 68-69 години ова нешто има како да кажам, како возраст. Ја замислувам вашата куќа како музеј, така. Така нешто, да, како музеј, баш. Како место кое што можеш да најдеш све и свашта, буквално. Исто така покрај, значи, нели, овие сите предмети, вие нудите и услуги. Односно услуги за расчистување на простори, монтажа, демонтажа на мебел, преселби. Баш имаше една девојка која што ни пише дека ја имате селено, не, дека е навистина задоволна. Па еве кажи ни колку луѓето ги користат и како функционира. Значи колку дена претходно треба да ви се најават, дали имате некој лимит, да речам, не знам, до толку метри квадратни чистиме и така натаму. Добро, не за тоа за лимит за такви ствари нема, едноставно колку е толку е. А иначе да, значи покрај ова превземањето на стар мебел и дотраен материјал или не знам, машини кои што не работат и се до тоа стари ствари како што спомнавме. Доста рето сега за тоа е доста зголемен интересот, а тоа се тие транспорти и расчистување на станови. Расчистување кај нас подразбираме тоа, значи целиот стан кој што не знам, едноставно сакате да го испразните, сега од тоа ништо не може рето да искористи, доаѓа комбето и све се зема, али на крај тоа се депонира. Транспорти исто така се прават, баш како што кажав, во овој период доста е застапено, луѓето се селат, се прават на професионален начин, претходно закажани термини, значи класична фирма, ајде да кажам, во тој аспект, во тој поглед, како би работела, така работиме и ние. Значи доаѓаат луѓе кои што знаат да го прават тоа, го прават веќе години. Зошто спомнавте за демонтажа, значи мислам дека демонтажа и монтажа сме, ајде сега да не се фалам, ама во тоа доста сме уходани, се знае кој шо и како работи, во смисла сме доста организирани со тоа. Имате тим организирано кој што Да, луѓе кои што работат години, значи многу време кои што работат со тоа и тоа го работат секој ден, значи еве, ви кажувам, значи јас работам столарија и доста време се занимавам со тоа, демонтирање, монтирање, цело време е тоа. Да. А инаку заборавив да прашам, во куќата имате некои машини. Тие машини како ги снабдивте? Дали имавте некои грантови или пак некои амбасади ве поддржале? Дали тие ве пронајдоа, вие им пристапивте, како функционираше цел тој процес? Епа да, углавном преку ова постоеше едно предпријатие за поддршка развој на социјалните предпријатија, така мислам дека се викаше. Тоа беше една жена, Барбара, која што има сличен центар како што е Рето, али во Полска. И таа жена, барајки низ Македонија такви организации како нашата, не нашла и нас и дојде тука, доста се заложи стварно. Имаше наш дел исто така и ние доста заедно на колаборација, значи се потрудивме да се поднесе едно како барање за грант и ни беше одобрено од Полска амбасада, така да Полска амбасада доста поддржа во тој момент. Иначе станува збор за машини токму за столарија. Тоа е на машина за кантирање и едно комбе помал. Тоа беше, да речам, грантот кој што ни беше одобрен и како го изработивме. Иначе, машините, зборам сега, да речеме за монтирање, демонтирање, зборам за сечење на дрво, сечење на иверка, сечење на железо, сето тоа што го имаме, се е тоа купено со пари кои што се заработени на овој начин кој што претходно го опишав малку. Да, јасно. Добивме едно прашање од присутните. Левкија прашува, значи како Гоце стапил во контакт со лицата од Бугарија кога ја промовира Рето куќата? Или пак како тие луѓе го нашле Гоце? Добро, јас во смисла сега мојата приказна како јас дојдов до Рето е малце долга. Нема да должам, ќе кажам само една ствар. Значи, кога човек е на мака и кога ќе види дека треба нешто да се случи во неговиот живот, ама суштински, не
оние, не знам, одложување, ајде сега од први ќе престанам, ајде сега од нова година ќе престанам да земам, ајде, не знам, мајка ми ќе ми помогне, татко ми ќе ми помогне, значи кога ќе видиш дека немаш шанса, немаш како, немаш шо, Гоце знаел за ретоцентар многу пред да дојди во ретоцентар, али во тој момент кога видов дека ми треба помош, многу лесно може да се најде. Само пишите на Google Рето Надеж Македонија и ќе ви излези и каде, и шо, и како, и сме. Добро, ова беше и повеќе исто кон Бугарија, значи како всушност сте ги контактирале лицата, значи вие всушност на Google сте барале, нели, што Да, преку интернет, ама со лицата од Бугарија Гоце не стигна да живее. Значи тие луѓе оформиле куќата, подигнале куќата, згрижувале луѓе тука претходно и Гоце кога дојде тука веќе имаше македонска екипа. Екипа која што беа македонци, смисла, кои што живееле со тие бугари, па Гоце како на некој начин, ајде да речам, на трета, четврта генерација. Јасно, добро, да, тоа било сепак на почеток. Јас да продолжам со некои прашања што ги имав, вака што ми текна измеѓу, значи кои се вашите клиенти, односно како, нели, тие стигнуваат преку, како што спомнавме претходно, преку не знам, некои реклами или пак преку Комбет или преку некој, доколку кажа на некој друг и така натаму, меѓутоа дали некогаш сте имале некоја соработка со некоја поголема компанија или пак се фокусирате на поединци? Добро, углавном поединци се во прашање, ама да, имало и големи компании кои што не најмувале за да се завршат некои работи. Јас што паметам, една од поголемите ствари која што Рето има направено е со Design Fantasy, тоа е еден салон за мебел, па можам да кажам и не само салон као салон, него и као една фабрика за мебел беше тоа. Тоа беше во Кисела Вода. И кога таа фабрика прогласи стечај, таму кога ја затвара фабриката, не повикаа нас и доста ствари ни донираа на нас. Мисля што им остана нив мебел готови парчиња. Некои ствари беа стари, се поправија, се доправија и без разлика голема благодарност стварно тогаш со сопственикот, одлична соработка и имало и такви случаеви. Значи стварно компании сериозни се јавувале кога им требало и транспорт, им требало и расчистување на работниот простор. Имаме доста стварно соработка со неколку вака. Ова со Design Fantasy го кажувам зашто знам дека не работат повеќе сега. За други клиенти со кои што имаме соработувано, сепак како име вака можеби не можам да спомнам, ама имало доста, да. И големи компании. Има можност, значи не само ние како индивидуални луѓе, меѓутоа доколку познаваме некоја голема компанија или пак помала компанија, без разлика, можело да се, нели, да се направи исто со нив. Да. Има некоја прашање? Да, јас имам едно прашање што всушност беше поставено во пријавата, што многу ми се виде интересно. Дали имате размислено да правите како некој, не знам дали отворен ден, отворен викенд, каде луѓе ќе може да дојдат со свое парче мебел и вие на некој начин заедно со нив да го поправите. И сега тука беше истакнат моментот на така, нели, освен што луѓето ќе научат нешто и може да си поправат свое парче мебел, би можела да се намали стигмата за зависниците, односно да се дојде во контакт со тие луѓе и да се види дека, нели, тие луѓе имаат, мислам, делот тие луѓе имаат ентузијазам да се нели, да се ресоциализираат, да се вратат во општеството и сигурно нив би им било од помош да бидат во контакт со други луѓе. Не знам дали имате размислено за нешто вакво, ама многу ми се виде како интересна идеја и скроз би дошла ако има такво нешто. Искрено, стварно добра идеја. Иначе Рето нема организирано таква ствар. Немаме организирано нешто така за као граѓани да доаѓаат, па тука работиме ние заедно, нешто такви. Рето што организирало се некои трибини, јавни трибини за да се дојде во контакт со загрозени групи на луѓе кои што може би, нели, се под опасност да западнат во светот на зависност.
Тоа е. Иначе да доаѓаат луѓе тука заедно да работат со нас, не, иако е добра идеја, стварно е добра идеја. Може заедно нешто да направиме. Да, може. Стварно може, окей, стварно ми се допаѓа и мене. Супер, Одлично. ќе го запишеме како идеја. Ќе ги прочитам сега прашањата, еве таман од тие кои што беа пријавени. Ќе започнам со првото, па така и дел кои што се тука, нели, кои што не слушаат, ќе добијат одговори на своите прашања. Првото прашање беше, нели, од Кат, од девојка, која што Кате го прочита, меѓутоа еве второто, дали одржувате обуки за репарација на мебел? Како што кажав, значи, сега може ќе дојде малце како повторување, али добро, како што кажав, станува збор за, значи, центар за рехабилитација. Не обучуваме граѓани за тоа да го прават сами или ово на него. Луѓе кои што доаѓаат тука и кои се во, нели, проблемот со зависност, тоа им се нуди као начин како би требало да биде нивниот живот након или после излегување од овој центар, како би требало да функционираат. Иначе граѓани обични не обучуваме. Јасно. Добро, дали сте размислиле, добро, ова еве ќе го прочитам, меѓутоа би можела да разберам што одговора, дали сте размислувале за соработка со казнено-поправниот дом Ранка Милановиќ или пак со Момин поток, пунктот за бездомници? Добро, Рето не прима само зависници од дрога и од алкохол, и за жал денес има од све и свашта зависници, него доста пати Рето било и примало и луѓе кои што, нели, се под таа група спаѓаат, нели, бездомници кои што немаат каде и немаат каде да живеат. Многу случаи имало такви. Моментално нема ниту еден, али кроз годините, барем јас од кога сум тука, имало доста такви случаи. Со казнено-поправните установи, видете, малце со државата во однос на тоа сега, нели, целокупно, Рето нема некоја соработка и колаборација, иако знаат властите и кои сме, и што сме, и што работиме, и како работиме, се е познато. Заведени сме во Основен суд Скопје 1, све. Само, еве, се нема дојдено до некаков, не знам, договор да наречам, ајде така, иако тука не посетил министерот за труд и социјала. Еднаш беше тука и виде за што станува збор, ајде да кажем така. Да, знае дека постоите, нели, на некој начин. Така. Сега не овој министер, сега не оваа гарнитура што се, него таа што беше претходната, беа тука. Едно прашање само поврзано со ова. Што вас ви е потребно како помош и од државата и еве, не знам, од граѓани, да речеме, мислам, некако секако би ви било од помош доколку, нели, повеќе купуваат граѓаните за да може да има повеќе простори и ресурси во центарот, меѓутоа дали има нешто друго конкретно што би ви било од помош за, не знам, да се зголем, да може да обслужите повеќе зависници, повеќе луѓе и слично, или можеби нешто ви треба во просторот што како ресурс. Видете, значи, во која компанија да одите сега, еве настрана од Рето, нека е било која друга компанија. Првата ствар која што ќе се одговори секогаш, секаде, јас сум убеден, сигурно 1.000.000%, е човечките ресурси. Тоа е ресурс. Значи, денес дека некој сака да седи со луѓе зависници 24/7, да не си оди дома, да не си оди на нормалното место на живење и да биде со нив нон-стоп, и со нив да јади, и со нив да пие, и со нив да спие, и со нив да работи. Не знам тоа кој би сакал, иначе да, фалат луѓе кои што ќе сакаат да му помогнат на други луѓе. Затоа што волонтерите живеат за што станува збор. А иначе, знаете што, најдобрата ствар за Рето е заради тоа што сам се трудиш и од сопствената труд вадиш она што можеш да извадиш. И така не си должник на никого. Во смисла, на никого ти не му должиш ништо. Она што си го направил, колку што си го направил, толку ќе земи. И тоа е тоа. Ние сме стварно благодарни за секој граѓанин што се јавува.
секое парче мебел, секое парче облека, било што и да е, зашто верувајте како Рето ние, мислам, зависиме од тоа, но исто така јас гледам луѓе кои што стварно нема да влезат во некаков си бутик на не знам која компанија и да купат најнови парчиња на облека, па си купуваат од кај нас и супер е се. Да, за ова што е нели со облеката имаме и претходно со Есфале зборувано, значи дури и ние што нели би рекле дека можам да си дозволам да си купам бутик, јас одбирам свесно да купам облека од втора рака. Заради тоа што навистина проблемот со загадување од облека е огромен и не смеме да замижеме, а инаку од втора рака се наоѓаат предобри парчиња. Само треба да се тоа е, да речам, потешкиот проблем. Луѓето се уште не знаат каде, како, зошто и така натаму. Меѓутоа полека се зголемува, значи свесноста кај луѓето се работи на целото тоа. Преку ваквите предпријатија, преку ваквите, како да кажам, значи преку Рето конкретно, преку вакви предпријатија таа свесност се зголемува. Во смисла луѓето стануваат свесни и не само тоа, него и луѓето кои што донираат би требало на еден начин да донираат со таа умисла, со таа помисла, дека тоа нема да стане некаков си отпад кој што ќе заврши запален негде на некоја дива депонија или исврлен само покрај зграда, негде не знам каде, таму на некакви си континери кои што се распаѓаат, него као сега можам да кажам нечии отпад за некого ќе биде богатство на еден начин. Тоа е вашето мото. Да, јас пред да предложам со другите прашања, да прашам од публиката доколку некој сака да се јави. Доколку не, јас ќе продолжам да ги читам од другите што беа поставени. Имаш и коментар значи да отворите Инстаграм страна, затоа што сега тоа е птен хит и луѓето многу седат на Инстаграм од Фејсбук. Меѓутоа знам јас во разговор со тебе по телефон кога се слушнавме, ми кажа дека одвои наоѓате време Фејсбукот да го ажурирате, а не по Инстаграмот, така што јасно ми е, мислам, кога се нема човечки ресурси и време, потешко е. Така е. Иначе Рето Косово има Инстаграм. Рето Македонија нема Инстаграм, а Рето Косово има Инстаграм. Видете, углавном тоа е заради тоа што треба посветеност и за тоа, нели, да се ажурира, да се направи добро се, да биде не знам, транспарентно, да изгледа добро. Плюс има една друга страна која што исто така си има свој удел, а тоа е дека ние сме биле луѓе исто така кои што доаѓаме до едно модерно општество, каде што нонстоп се користеле телефони, сето тоа, компјутери, сето тоа, значи интернет све, али со цел да се има резултат во програмата, овде е забранета употреба на интернет, телефони, сето тоа, значи штитениците не можат да користат значи вакви работи со цел да се фокусираат на нивни вистински проблеми. Заради тоа и ние како ментори, како волонтери избегаваме да користиме некои вакви средства кои што се неопходни денес, јас исто се сложувам, али со таа повозвишена, подобра цел нема проблем, нека се остават настрана некои ствари, па тешки луѓето нека излезат од проблемот со кој што дошли. Така, јасно. Јас имам уште едно прашање. Како всушност се одлучува кога еден зависник, значи, се излечил? Дали самиот тој или самата таа одлучуваат во помош со менторот? Или има нешто што треба сега некако испит да го положат, меѓутоа менторот да им даде амин, како, не знам, тоа ме интересира. Да, добро. Затвара приказната, да излезе некој од там. Рето има некаков си период определен кој што се смета за разумен за процес на рехабилитација во смисла на време траење. И тоа е од година до година и пол. Сега. Така е во смисла малце влезе ти во она што сакам сега да го кажам. Заради тоа што не дека менторот дава амин за се. Не дека секогаш менторот е во право. Според проценката, нели,
некој е излечен, некој не е излечен или не знам, некаква си проценка, и тоа се сепак суптилни нешта кои што Да. се поврзани психолошки, се поврзани карактерно и сето тоа. Него, да, голема улога има и тоа што ние живееме заедно нон-стоп 24/7 и ти гледаш однесувањето и промената на однесување на одредена индивидуа која што влегла тука во центар. И нормално, центарот има норми, регулативи и правила кои што ако ги пратиш, јас верувам дека ќе дадат одреден резултат. Но после некое време, само зашто ги пратиш тие правила, не значи дека ти си излечен. Да. Него има една природна спонтана реакција од твоја страна, доколку твојот карактер е променет или ајде да речем доколку твојот живот е тргнат во друг смер. Значи нема што тука менторот тебе да дава задачи од типот на не знам, ајде треба да се исчисти ова или треба да се земи ова или треба да се поправи она, него ти живееш во таа куќа, ти знаеш и се однесуваш така. Значи почнува една твоја иницијатива која што дава еден знак, едно зелено светло дека нештата се подобруваат во најмала рака или ако не веќе се подобрени. И уште едно извини прес. Нема проблем. Проценките, ама ајде, мене ми беше за финансискиот дел повеќе со проценки. Ама ако сакаш И за тоа ќе одговориме, и за ова ќе одговориме, нема проблем. Да. Јас, да, едно лично прашање, мислам, не мора да го одговориш ако Нема не проблем. викаш. Кога ти осети дека може да дека си излечен, дека може да одиш на наредно ниво, не знам сега дали одма стана ментор или имаш некој период во меѓувреме, ама како го осети тој момент? Добро, јас можам да ти кажам точно за денот кога видов дека нештата се менуваат. Значи можам точно да ти опишам што беше, кај бев, што правев, со кој бев. Се, можам до најмал детал да ти опишам, али за не биде премногу долго ќе ти кажам вака. Значи, проблемот со супстанцата или со злоупотребата на супстанца не е изворот на проблем. Ако ме разбираш, значи тоа не е нешто од каде што почнува проблем. Проблемот почнал негде назад, а злоупотребата на супстанцата ти е последица од. Да, кога си сакал, си имал некаква потреба да решиш некаков проблем со нешто, нели, со некаква зависност. Да, ево сега, како го поврзувам со ова што ти што ме прашуваш. Значи, јас углавном и секој зависник углавном има проблем со таа, ајде да речам, така ќе ја наречам, со волјата имам. Значи, волјата е во прашање доста пат. И таа волја е кога злоупотреба супстанца доведена на минимум. На некаков си минимум. Ти само функционираш и ти само правиш тоа што правиш, за да некако обезбедиш средства и тие средства да ги потрошиш на супстанцата од која што си зависен. Се. Моментот кога јас станав свесен дека нештото се сменило е токму тој момент кога никој не ме погура, никој не ми каже еј треба да се прави ова или еј треба ти тоа да го извршуваш или еј ова правило ти налага така да се однесуваш, него кога тоа почнало само од себе некако природно да доаѓа, некако спонтано да доаѓа. Ако ми дојдат дома дрва денес, зашто јас се греам на дрва, кој ќе ми ги исцепи тие дрва, кој ќе ми ги нареди, кој ќе ми ги среди тие дрва? Сигурно не е некој човек кој што не знам, комшијата или некој надвор. Треба јас сум си одговорен за тоа. Јас сум си ги купил тие дрва, јас сум си нарачал, јас сум мои се тие дрва, јас ќе се греам со тие дрва. И нема што да чекам на некој друг човек или да одлагам или да бидам неодговорен, нели, во однос на тоа, него јас сам ќе си ги направам тие ствари. Јас сам ќе се погрижам за тие работи. Јас сам. И сега некој луѓе може ќе рече, па да, тоа е нормално, тоа е нормално. Да, али зашто е нормално, денес и нормалните луѓе плаќаат некој друг за да им ги изврши тие работи, заради тоа што не им се мрда со прст. Сега работата е кога еден човек како мене кој што не мрдал со прст, ја има таа иницијатива дека не треба никој друг да му ги завршува работите, него тој си одговорен за својот ормар, за масата на која јади, за чиниите на кои што јади, за дрвата кои што му доаѓаат, за работилницата во која што работи, за машините со кои што работи. И тој сам, нели, си
си се грижи за околината, тогаш јас верувам дека во голема мера тој човек е на добар пат, во голема мера е на добар пат. Така и јас, исто и јас. То се деси и чак и се зачуди кога тоа се деси. Зашто обично се обесхрабруваш некогаш и си викаш, ова нема шанси јас да завршам, а толку што има многу работа. Ама си викаш, кој нема шанси, ова е за мене, ова е мое, ова е, знаеш, нешто што мене ми треба и цепаш, тераш. Интересно е затоа што луѓето што не се зависници, нели, по некоја дефиниција или да речеме од тие потешките зависности, немаат волја за сите овие работи што ги опиша, така што не треба да, мислам, за тоа треба да се зборува за ова, затоа што гледаме дека сите, мислам, ние сме зависни од социјални медиуми, така што секој од нешто е зависен, зависи само кај на кој пат си отишол. На кој пат си, така е. Јас пак ќе ти нагласам помала или голема, зависностите се тука. Така, јас ќе ти нагласам сега една ствар, да знаеш дека во рето моментално, да, углавном доаѓаат луѓе кои имаат проблеми со дрога и со алкохол и сето тоа стои, како што кажам. Ама да знаеш дека се повеќе интерес и јавувања добиваме од граѓани кои што ни се јавуваат и кои што ни кажуваат за нивните деца, углавном, тоа се родители, кои што немаат проблеми со дрога и со алкохол. Него имаат проблеми со овие игри на компјутер, со порнографија, со социјални мрежи. Значи, некако интернетот станува број еден порок, полека. Дефинитивно. Инаку, сакам да прочитам нешто со кое што многу се согласувам. Една девојка ви го има пишано и сакам да стигне до вас пораката. Едно големо право и поддршка за сите вас. Вашиот успех е поголем од оној на обичниот човек, јас, бидејќи вие сте се бореле и сте се избориле, а тоа е една инспиративна битка за толпата. Така што на вистина, значи, луѓето го гледаат, го ценат тоа што го правите и само така да продолжите, затоа што гледат дека помагате на многу луѓе и тоа е многу, значи, едноставно прекрасно чувство дека вие сте поминале на тоа и сакате да помогнете на други луѓе. Така што не знам, јас сум фасцинирана и претходно, ама сега после разговоров сум уште повеќе и навистина ве сметам за прекрасни личности. Драго ми е. Тоа е целта. Јас сега само за пошто имам уште некои 5 минутки пред да завршиме, ми интересува да ве прашам за претходно нешто почнавме да зборуваме за како ги одредувате цените, односно дали имате некакви пресметки, дали гледате колку чини тоа на ново, па потоа ги намалувате цените, како всушност ги оформувате цените пред луѓето? Добро, знаете, значи, како да речеме, како луѓе кои што работат со тој дотраен левел, имаме, значи, некакво искуство и сега сепак се зема доста во обзир дека не станува збор за профитабилна фирма која што треба да оствари некаков си профит, па тој профит да се дели, па нели, како секоја друга компанија, него да се задоволат основните потреби на куќата и на штитениците кои што се во неа. Значи, врз основа на тоа се оформени тие цени, верувајте се толку смешни понекогаш, символични, значи да не ви се верува она колку ефтино е. И нормално со текот на времето, како станува збор за дотраен мебел, облекот втора рака, машини, нели, од втора рака, се е тоа, нели, веќе еднаш употребено, со текот на времето таа цена се намалува. Значи опаѓа цената на вредност, како повеќе го држиш предметот во оптек. Добро, јасно ми. А кои ви се предизвици, например, при репарирање, не знам, например, стари ормани, фотели или столици? Како е, да речеме, не знам, доколку некоја столица се распаѓа, да речеме, кој ви е најголем предизвик за да средите да функционира? Углавном и јас сега од мој аспект зборувам, заради тоа што углавном се занимавам со тоа, ви кажав, значи дрвото е жива материја, дрвото е живо. Чак и кога е како столица направено, ти гледаш дека е живо. Ти тоа дрва кога ќе го прешмирглаш и кога ќе го кога ќе му извадиш и лак и боја и све, ти гледаш дека тоа е
отворено за пак да биде оживеано, како да кажам. Значи, предизвик е кога ти некои ствари ги немаш направено многу пати и сега треба некако да се снајдиш сам, па сам некако да најдеш некое решение како би било то. Така да предизвик е све, само. Работата има една друга, предизвикот се состои во тоа да кога ќе го направиш тоа нешто, да го направиш од срце, од стварно со љубов, да вложиш твојот живот, твојата есенција во тоа и така ќе добиеш производ кој што на некој ќе му се допадне. Да. Јас сум, не знам, имам премногу уште прашања, меѓутоа дека веќе завршуваме, можеби еве последно прашање што имаше Димитар Николовски, дали функционирате како здружение на граѓани или компанија? Не, значи не се компанија. Да. Што имавме? Фондација, Рето во Македонија е фондација. Да, Јас фондација. би сакала уште за крај, Гоце, ако може да ја споделиш адресата во четот, Да. во направницата, бидејќи јас пробав на Google Maps да ја најдам, меѓутоа нешто друго ми излага на друга локација. Да. За да можеме да дојдеме и сите што се тука некој ден да ве посетат и да си купат нешто и секако да споделиме на социјални. Да, значи селото е Батинци, улица 1 број 220. 220. Мислам дека Да, треба да си тоа- направите пин на Google Maps, за Да, кога ќе така. пишат луѓе да може да ве најдат. Да, тоа е целата ствар. Јас се борам за тоа некој време, ама ајде сега би требало да го направиме и тоа. Иначе Рето лесно се наоѓа луѓе, значи Драчево, одма лево, значи вртиш тука наместо да на кај Драчево налево ти вртиш десно на кај Марков манастир. Значи нема шанси, тоа е единствена продавница за мебел по пат што ќе ја видиш, нема друга. Ова Рето Надеж има некој знак или само Да, пишува. Има пишува, да. Да, јас најдов и некоја слика од куќата, така што знам како изгледа. Да, има и клипови, луѓе не снимале од форуми, од телевизии, од све и свашта. Има доста Рето, има доста ствари вака во етер што може да се најдат, мислам, на интернет и сегде така. Добро, јас многу ти благодарам, Гоце, од името на Арно, од името на Јесфрлес, од името на сите кои што се присутни. Навистина беше прекрасно да разговараме, значи, на и вакви теми. Мислам дека ќе биде инспиративно, еве доколку дел од луѓето кои што не слуша има било каков, значи, мебел, бела техника, облека, книги, што и да е, може да ви се обратат. Значи може да ве најдат на Facebook, како што рековме, може да ве најдат исто, нели, во самата куќа или пак по телефонски број. Така што Да. благодарам многу и се слушаме во наредна прилика. Важи, се гледаме, се слушаме. Поздрав. Поздрав. Чао, чао, фала ви. Чао.